Откако е да се биде рудар и да се пости месецот Рамазан? По одговорот за ова прашање дојдовме на северот на Косово. I Sövörstia. Ville på Ramazanen kom vullnet gjithë. Çdo Ramazan këtu që 13 vjet më kalon minir. Domthon me bobuk ose syfyrin ose iftarin. Да се биде рудар значи да се работи една од најтешките и најризичните професии за кои треба многу одрекнување. Ова е месец Рамазан, месец во кој муслиманите се одрекнуваат од храна и пиење, но и од многу други работи за да го постат светиот месец. Токму тоа го прават и рударите во рудникот Трепча на северот на Косово. Рударите во овој рудник постат во текот на месец Рамазан и не им е пречка што се наоѓаат 800 метри под земјата. Malta ti për shembull janë të shpuata, e derën nxehen në gjak, pe gjoku bjen vagan, pe vagoni vazhdon aty ku ken pas sporin fillim të dera kur zbretën. Çati skarkuar atë bunkerin kryesor. Pa punë fizike s'ka kur. Ризикот и тешките услови се секојдневна реалност во рударската работа. Прашината, можноста за колапс, разни експлозии, температури близу 40 степени Целзиусови, но и екстремната влажност се неразделен дел од секојдневието во рудникот. Постот во такви околности станува уште потежок. Momentin kur vjen iftari harron gjithë ato. Etja, mungesa ushqimit, gjithë harron. Është një ndjenjë krejt ndryshe si të shtëpia. Është një vullnet pak ma i madh për me bo iftar, po jo në do mungesa të familjes, po me shoqëni me këtu është një ndjenjë shumë ndryshe. Рудникот Трепча сега вработува околу 3000 работници. Некогаш во 70-тите и 80-тите години од минатиот век во овој рудник заедно со неговите пропратни објекти работеле 22.000 луѓе. Во тоа време рудникот Трепча со својот придонес учествувал 2/3 од косовскиот бруто домашен производ.